Почитување. Во период на вонредна состојба, клучни за успешно функционирање се комуникацијата и координацијата. Во тој контекст, многу важен е протокот на информации од компаниите преку Стопанската комора на Македонија до владата и надежните институции, но и обратно од институциите кон комората и компаниите. Сосема е јасно дека кога во вонредни услови ќе се донесе некоја уредба или мерка, не може да се предвидат сите аспекти поврзани со нивната примена. Прашањата околу примената на мерките често мора да се решаваат во од. Затоа е многу важно да постои механизам на добра комуникација кој ќе овозможи валидно толкување од оној што е овластен да го даде. Еве конкретен пример. Досега компаниите што работеа само во 2 смени можеа да го реализираат производството во периодот од 5 часот наутро до 21 часот навечер. Но утре, сабота, забраната за движење на граѓани започнува порано, започнува од 16 часот. Што значи тоа за компаниите што работат во 2 смени и кои што досега работеа до 20 часот? Не смеат да работат со втора смена. Постојните дозволи не се однесуваат за втора смена, како што е случајот со викендов, бидејќи уредбата со која им се дозволува на работниците да одат и да се враќаат од работа и во периодот кога има забрана за движење, се однесува само на ноќно работење, 3-та и 4-та смена. Што да прават компаниите во вакви околности? Дали треба да се регистрираат за 3-та смена во Државниот инспекторат за труд, за да ги користат постојните дозволи, иако утре ќе станува збор за 2-та, а не за 3-та смена? Треба ли уредбата да се измени соодветно, за да се овозможи и за 2-та смена да важи, кога тоа го налагаат околностите? Ова е пример за прашање што бара брз, јасен одговор, за да може производството да се извршува онаму каде што се уште се одвива и во вакви вонредни услови. Кога сме кај дозволите, да посочиме на што мислиме кога велиме дека во вонредни услови е потребна добра координација. И неколку денови по воведувањето на уредбата со која се дозволува движење на работниците кои одат и се враќаат од работа ноќе, кога има забрана за движење на граѓаните, се случува надлежните органи на работниците да им бараат дозволата да биде со некаков печат од некоја институција и слично, иако тоа уредбата не го предвидува. Добрата и континуирана координација на сите нивоа и тука многу би помогнала. Еве и друг поинаков пример. Од компаниите се бара со одредена динамика да обезбедат дезинфекција на производствените погони и тоа да го направи овластена фирма. Компаниите се обратија до комората со прашање кои се тие овластени фирми. По барање на комората, од Министерството за здравство добивме листа на такви овластени фирми и списокот е ставен на интернет страницата на комората. Сега фирмите лесно можат да дојдат до информацијата кој е овластен да врши дезинфекција во нивните производствени погони. Ваквите потези ги релаксираат состојбите. Накусо и за регионалните случувања. Еден од приоритетите на Стопанската комора на Македонија во постојниот период е обезбедување на проодност на коридорите за транспорт на стоки. Така, во врска со информациите за застој во транспортот на камиони на српско-македонската граница, Стопанската комора на Македонија е активно вклучена во комуникација со Стопанската комора на Србија и заедно со владата на Република Србија се работи на отстранување на пречките. Исто така, сакаме да им посочиме на компаниите дека Советот на министри на Босна и Херцеговина донесе одлука со која определи гранични премини за влез и излез на стоки кои транзитираат низ таа држава. Деталите за таа одлука компаниите може да ги најдат на интернет страницата на Стопанската комора. Благодарам.